بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах Азza wa Jalla, Создателот на сите светови, Господарот на судниот ден. Оној кој е опишан со најубави и со најсовршени својства. Салават, мир и спас и благослов му донесуваме на последниот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на негова честна фамилија, негови асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Драги браќа, ценети сестри, од одликите на овој благословен месец Рамазан и Шериф е тоа што овој месец е месец на дарежливост. Бидејќи дарежливите луѓе се блиску до Аллах, блиску до луѓето и блиску до џеннет. Скржавите луѓе, тие се далеку од Аллах, далеку од луѓето и далеку од џеннет, а блиску до џехеннем. И токму затоа нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, како што бележи имам Бухари од Ибн Аббас ради Аллаху анху, كان النبي أجود الناس. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам бил најдарежлив човек. Најдарежлив човек. وأجود ما يكون في رمضان. А особено бил дарежлив во месец Рамазан и Шериф, каде се сретнувал со Џибрил и бил подарежлив од плоден дожд. Од дожд кој ќе падне на сува земја и потоа таа земја ќе вроди плод. Дождот е символ за берекет. Нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам бил дарежлив човек, повеќе дури од плоден дожд. Па ние, како следбеници на дин Ислам и оние кои го следат суннетот на Расулуллах саллаллаху, ние сме должни во овој месец Рамазан и Шериф да се окитиме со ова својство на дарежливост. Аллах Азza wa Jalla во Куран вели: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. И вие во пратеникот имате прекрасен пример. Пример во ибадет, пример во намаз, пример во пост, пример во дарежливост, пример во стрпливост, пример во човечност и така натаму. Затоа решивме да зборуваме за садаката. Садаката е арапски збор кој е познат и проширен кај сите народи. Садака е арапски реч кој потекнува ситк, а значи вистина, потврда. Па оној кој дели садака, оној кој дава садака, тој потврдува дека има иман во Аллах Азza wa Jalla. Вели имам Невови, верникот е оној кој дели садака, додека мунафикот, лицемерот, не дели садака. Верникот дели, иако парите се сакани кај луѓето. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, вели Аллах. И вие го сакате богатството со огромна љубов. Меѓутоа верникот, кој е свесен дека садаката е дело кое Аллах го бара од нас, да ги израдуваме болните, да ги израдуваме немочните, да ги израдуваме сиромашните, да ги израдуваме довиците,
јетимите и така натаму. Па садака, како што вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во хадисот Ебу Муса ал-Ешари, хадис Муслим, ас-салату нур ва садакату бурхан. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем. Намазот е светлина. Намазот е светлина. Ти го осветлува срцето, ти ја осветлува душата, ти го осветлува твојот дом, ти го осветлува твојот дуњавук, ќе ти го осветли твојот гроб и ќе ти го осветли твојот ахирет на судниот ден. Ва садакату бурханун. Додека, вели пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем, садаката е доказ. Доказ дека имаш иман во Аллах аззе ва џеле. Затоа, ако погледнеме во бројните хадиси на пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем, ќе видиме дека садаката била морална особина кај пејгамбер алейхи салам. Бележи имам Ахмед во хадис дека некој човек му подарил на пејгамберот алейхи салам џубе. Бидејќи Медина како град е град кој често пати, особено во зима, утринските часови се ладни. Па некој човек му подарил на пејгамбер алейхи салам наметка. И пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем само што облекол таа наметка. Еден асхаб му рече: ја Расула, дади ми ја, подај ми ја, подари ми ја. И пејгамбер салаллаху веднаш ја соблече и му ја подари, му ја поклони на тој човек. Замислете, само што ја облекол, а имал голема потреба за таа наметка. Дури асхабите му рекоа: зошто побара? Знаеш дека пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем никогаш не рекол не. Пејгамбер никогаш не одбивал сиромав. И затоа вели Аллах во Куран: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَخْكَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. И јетимот немој да го одбиеш. Немој да се обраќаш грубо со него. И питачот немој да го пцуеш, да го навредуваш. Ако можеш, дади му. Ако не, немој да го навредуваш, да го вознемируваш. Асхабите му рекоа на тој човек: зошто го побара тоа џубе или таа намет код пратеникот, кога знаеш дека пејгамбер не одбивал. Рече: ја побарав неговата наметка со цел да ми биде чефин кога ќе умрам. Кога ќе умрам, да ме замотаат во таа наметка на пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем. Потоа садаката, драги браќа, е причина да ни се зголеми имотот. Оние кои делат, тие знаат дека делењето го зголемува имотот. А пратеникот салаллаху алейхи ва саллем рекол: ثلاثة أقسم عليهن واحفظوه. Се колнам од 3 работи и запомнете ги добро. Замисли, дали има потреба Аллаховиот пратеник да се колне? Меѓутоа се колне за да ни потврди дека тие 3 работи се многу вредни. И ние како муслимани, како верници, треба да ги применуваме во нашиот живот. Бидејќи тие се вистините и потврдени. Прво, вели пратеникот салаллаху ма накасат садакату ми малин. Никогаш садаката нема да го намали имотот. Напротив, садаката ќе го зголеми имотот. Оној кој дели, се усречува себе си и ги усречува и другите луѓе. Второ, вели пејгамбер салаллаху وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزَّةً. И човек кој ќе му прости на другиот, кој му нанесе неправда, и тој и покрај таа неправда му прости на човека, Аллах ќе му го зголеми угледот. И трето, وَمَا فُتِحَ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ. И човекот кој ќе ја отвори вратата на просење, на питање, Аллах ќе му ја зголеми сиромаштијата. Ако човек проси, ако човек бара,
од луѓето, а има, тогаш тој колку да му се даде, тој нема да се засети. Тој постојано ќе биде алчен и ќе биде лаком. Садаката го зголемува имотот. Потоа, садаката ги лекува болните. Во потврден хадис на пегамбер салаллаху алейхи ва селем, рекол пратеникот со селем, даву мердакум би садака. Хадис добар. Лекувајте ги вашите болни со садака. Лекувајте ги вашите болни со садака. Во веродостојно предание кажува Шекик дека дошол некој човек кај Ибн Мубарек и му рекол, о шејх, о учителу, јас еве 7 години имам рана во нога. 7 години рана во нога. Пробав сите лекови. И медицински и алтернативни лекови. Меѓутоа се уште имам рана, извикува болка. Дали ти како шејх, како учен човек, знаеш некој лек, некоја препорака, некој совет, некоја сугестија, некој предлог? Абдуллах ибн Мубарек му вели, му вели, оди, ископај бунар во некој место. И тој бунар направи го садака за сиромашни муслимани. Ископај бунар и тој бунар намени го за сиромашни луѓе, за луѓе кои имаат вистински потреба за вода. Бидејќи кога ќе протече водата, тебе ќе ти исчезне болката. И на вистина тој човек, на вистина така постапи и на вистина се излекува. Бидејќи тоа го рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Садаката ќе не заштити на судниот ден, бидејќи рекол пратеникот саллаллаху алейхи ва саллям, ал-мар'у фи зилли садакатихи јаумел кијаме. Човекот ќе биде во сенката на својата садака на судниот ден. Замислете, на судниот ден, кога сонцето ќе се доближи 1 милја до глава, луѓето ќе бидат во пот, некои до глуждови, некои до коленици, некои до половина, некои до раменици. Дори пегамбер алейхиссалам покажа со рака и некои до уста, во пот, од преголемо жешко сонце. Замислете, во еден таков ужас, Аллах аззе во джелле, оној кој делел садака, оној кој делел милостина, Аллах ќе го заштити. Аллах ќе му направи покривка заштита и нема да се најде во таква ситуација. Ал-мар'у фи зилли садакатихи јаумел кијаме. Човекот на судниот ден ќе биде во сенката на својата садака. Потоа, садаката ја смирува лутината на Аллах. И затоа вели улемата, учените луѓе, кога ќе направиш некој греф, кога ќе направиш некој харам, ти со тоа го лутиш на својот господар Аллах аззе ва џел. Го вознемируваш на твојот господар, предизвикуваш гнев на Аллах, па затоа после греф веднаш подели садака. Бидејќи вели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллям, садакату сир тутфиу гадабу раб. Тајната садака ја гасне Аллаховата лутина. Затоа, драги брача, секое утро во кој се разденуваат луѓето, се спуштаат двајца мелеци од небо. Двајца мелеци секое утро се спуштаат. Ма мин јомин илла во мелекани јанзилан. И тие двајца мелеци, секој од нив прави дова. Едниот вели, Аллахуме ати мунфикан халефа. О Аллах, на оној кој дели и помага, Аллах надомести му. Аллах надомести му, надополни му, устричи му. А другиот мелек вели,
Allahumma ati mumsiken telefa. O Allah, a onaj koji ima i ne deli, Allah upropasti mu go. Allah uništi mu go. Zato, dragi braća, وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Sve što će napravite na ova dunja, će go najdete pred Allah. Čovjekot na sudnji den, duri polovina urma, ako je podeli svega na dunja, čisto, iskreno, polovina urma će te spasi na sudnji den. Veli pratenik sallallahu alaihi wa sallam, ittaku nar, walau bi šikki tamar. Zaštitete se, spasete se od džehennemski od ogan, pa duri su polovina urma. Su polovina urma će te spasi na sudnji den, ako podeliš iskreno zaradi Allah azza wa jalla. Potom bidi ubeden deka onoj koji dava, Allah ne moće mu dade. U hadis koji ubeleži imam Buhari, hadis kudsi, Allah azza wa jalla rekol, jebna Adam unfik alejk. O sine Ademov, podeli, će ti bide podeljeno. Dadi, će ti bide dadeno. Zato, dragi braća, ovo je mnogo široka tema sadakata. Najvažno je, sadakata ne sme da bide popratena so omalovažuvanje, so prigovor. Veli Allah azza wa jalla, qawlun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadakatin yatba'uha adha. Ubava reč da čovjek izgovori khairun min sadakatin, podobro od sadaka, da čovjek podeli sadaka i potom prigovara. I potom ja ozboruva ta sadaka. I potom ja raskažuva ta sadaka. I potom go ponižuva na toj čovjek. Ta sadaka je bezvredna sadaka. Veli Allah, ja ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O vernici, nemoj da gi rasipuvate vašite sadaki so ogovaranje, so prigovaranje i so voznemirovanje. Podeliš, zamijeni, Allah zna, Allah gleda, Allah sluša i Allah će nagradi. I сега na kraj da spomeneme koja je najvredna sadaka. Najvredna sadaka je prvo tajната sadaka. Tajna sadaka. Koja će podeliš da ne zna nikoj, samo ti i Allah. Второ, најдобра садака е она која е наискрена садака. Трето, највредна садака е она садака која човек подели додека е здрав. Бидејќи кога ќе паднеш болен и кога ќе паднеш на смртна постела, тогаш ќе посакаш да делиш. Бидејќи сваќаш дека не си мочен, тогаш таа садака не е толку вредна. Подели, wa ante sahihun shahihun takhsha al-faqr, рекол пратеникот селем. Подели додека си здрав. Додека ги сакаш многу парите и кога се плашиш од сиромаштија, подели тогаш, Allah ќе ти подели. Највредна садака е садака на блиската роднина. Рекол пегамбер сам, не се прима садака од човек ако подели на далечни луѓе, а има своја блиска роднина која има потреба за садака, има потреба за милостиња, а ти му даваш на друг. Затоа, драги браќа, ова беа само неколку зборови со кои сакавме да се мотивираме себе си, а потоа и вас, во месец Рамазан, кога дженнетските врати се отвараат, кога джехеннемските врати се затвараат, кога шејтаните се врзуваат во синџери, кога сме близко до дженнет, далеко од джехеннем, да поделиме садака. Бидејќи тоа ќе го најдеме на кантарот на судниот ден, тоа ќе излезе пред нас, тоа ќе не спаси. А ако немаме материјални средства за садака, тогаш пегамбер со селем рекол, куллу маруфин садака. Секое добро дело е садака. Да помериш двајца е садака. Да тргнеш каменче од пат е садака. Да наредиш добро е садака. Да одвратиш од зло е садака. Да му помогнеш на човек да се качи на превозно средство е садака. Садака да речеш субханаллах. Садака да речеш елхамдулилlah. Садака да речеш Аллаху екбер. Садака да речеш ла иля илlallah. Затоа го молиме Allah азza wa jalla да не ги прими нашите ибадети, да го прими нашиот пост, да го прими нашиот зекат и нашите садаки. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.